Не дека не е во ред, но навистина е очајно кога при толку истурени пари за пропаганда не остана никој да ја брани кошницата мед од која безмилосно се црпеше. Откако го снема цветниот нектар, пчелите се разбегаа, па напуштените кошници ги освоија оние што во изминатиот период од матицата беа повикувани да боцкаат. Од вечерва, па во следните неколку месеци, секоја среда во 20:30 часот со вас или во вашите домови гостува емисијата Осило. Осило е приватен проект на мене, на Сотир Костов, граѓански активист и политички аналитичар. Отварањето на сезоната не помина ниту без последниот медиумски мохиканец, изумителот на гласот на народот, од чија уста не можеше да се чуе ништо друго освен зборовите на лидер. За жал, камбекот се случува со реторика и движења за кој копирајт има едно друго шоу. Време е да дознаете вистината. Колку е силен и важен вашиот глас, вашиот став, вашиот суд. Како и каде? Секако. Тука. Вистината е навистина најважна. За да излезе на виделина, најдобро е таа да не се заборава од сите политички икони се обидувале да релативизираат и проблемот да му го препуштат на времето самото да го реши. Оваа задача, може да кажеме, и остварихме. Има уште нешто по неа што останува, но тоа е многу полесна работа. Како го избришеме она формер, наскоро и тоа ќе биде. Како ќе го решиме прашањето на што знаме да не ни прави никој проблем и така натаму. Тоа се сега многу полесни работи. Не треба тоа да не окупира. Таа леснотија стана единствениот користен модел кој го користеа речиси сите гарнитури, држејќи ја земјата со децении под политичко статускво и квази патриотска окупација. The name of my country is Republic of Macedonia and will be Republic of Macedonia. Thank you. Ние сме македонци. Зборуваме македонски. А нашата држава се вика Република Македонија. Јас не знам од каде е тој комплекс или фрустрација на Груевски постојано да се обидува со лаги и манипулации да го замајува народот. Цела алијанса, сите земји членки, Грција, Нимец, сите знаеа дека го прифативме предлогот Република Македонија во Загреб, Скопје. Значи не во Букурешт, дури пред Букурешт, тука во Скопје, ни беше понудена опција од господинот Нимец, односно конкретен предлог. А тоа беше името Република Македонија во Заграда, Скопје. И ни беше кажано дека тоа е последен предлог пред самитот и треба да се изјасниме. Ние одлучивме да се изјасниме, да го прифатиме, да го ставиме на референдум. Актуелниот пак не баре единствен и себичен чувар на минатото од јасната иднина. На толку несериозен начин му пристапувал на проблемот што си дозволувал приватно да си преговара, уште и јавно да го представува решението кое што го понудил. Ние сме тие што и најголемиот дел на Македонија припаѓа во нас и ние имаме правото на Македонија. Добро, одлично. Вие го давате сега решението за проблемот со името. Тврдите дека ние имаме 39% од територијата на Македонија, вие имате 51%. Еве го решението. Ајде ние да се викаме Македонија 39%. И вториот во модерната патриотска низа кој пркосно го потенцира својот интелектуален капацитет. Неодамна мораше својот вокабулар да го адаптира на пониските сталежи. Тоа со многу сенс, без колебање, на јасен начин му даде целосна подршка на процесот, кој сега се обидува да го негира и да му избега. I can feel in the society in Macedonia that there is a positive atmosphere. As I said, we are encouraging them, guys, please proceed, find a solution which will be decent for the both countries. И на крајот, тие што беа посочени, одговорија на повикот. Не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Такви луѓе нема, оти тоа се само политичари кои однапред ја пресметуваат цената што ќе ја платат на следните избори. Нив ги раѓаат околностите, времето и големите приказни.